Новиот играч на работнички Аска прв пат игра за работнички на 17 април на мечот во СРЦ Кале против Гостивар, каде го има во официјалната статистика. Тој е играчот кој требаше да му биде алиби на Богдановиќ за кршењето полициски час, кога беше фатен како седи сам во затворена кафеана која само за него работи. Но како и на Заев, така и на Богдановиќ муабетите им држат неполни 24 часа. Ова е извадок од листа на играчи кои дале кош, а тука е името и на Аска. Богдановиќ да каже како тоа го сместувал Аска, кој 4 дена претходно веќе играл за работнички, ако тогаш го сместувал, каде престојал Аска тие 4 дена, кај него дома или во друг хотел. И зошто преместувањето од едно во друго престојувалиште го правеле во полициски час? Или сепак не се работи за сместување, туку за алиби за кршење на законите? Молчи Богдановиќ, ама молчи и пазарна инспекција, ја нема да излезе на терен и да утврди дали и зошто кафеаната работеше само за Богдановиќ и како тој се шеташе во полициски час. Го нема ниту МВР, а ниту директорот на БЈБ. Сите молчат затоа што Богдановиќ, миленикот на Заев, е фатен во дупло кршење на законите. И наместо да си поднесе оставка и да се извини, Богдановиќ молчи и мисли дека јавноста ќе заборави. Не Богдановиќ, јавноста нема да заборави, затоа што секој ден умираат 30 на наши сограѓани и уште 1000 се заразуваат, а вие се забавувате по кафеани. Нема да заборави затоа што нема вакцини, а вие отварате кафеани во полициски час. Нема да заборави затоа што 4600 луѓе веќе не се помеѓу нас. Оставка веднаш. Ви благодарам.